Клубот на пратенички во изминативе 20 години навистина било едно неформално тело кое што направило многу во поместување на родовите прашања и напредување на положбата на жената во изминативе 20 години. Ако го поставиме прашањето дали сме постигнале многу или малку, секогаш може да има повеќе во делот на унапредувањето на родовата еднаквост и тоа е факт, иако истражувањата покажале дека во изминатите 20 години навистина имаме поместување и постигнување на значајни резултати. Но сепак ќе констатираме дека не е доволно она што е направено и мораме да тежнееме уште повеќе и посолидни решенија во правец на унапредување на родовата еднаквост. Во знак на одбележување на годинашниот юбилеј, ние го почитуваме планот за родово сензитивно собрание и таму една од нашите главни заложби беше стратешката цел 3 во која што имавме планирано одржување на прва пленарна седница за унапредување на родовата еднаквост. И посебно ни е задоволство што овој пат 8 март, како и секогаш ние жените во политиката го одбележуваме на работен начин и овој пат сакаме да восстановиме преку оваа прва пленарна седница пракса да разговараме по однос на информацијата која што ќе ја поднесе Министерството за труд и социјална политика за сите достигнувања во овој дведеценијски период, жените пратенички од сите политички партии, да си дадиме видување во однос на оваа информација, а секако дека символично одбележување би сакале да направиме со скромни благодарници во знак на целото време и работа неуморна што ја направиле сите оние кои што биле пред нас и кои што направиле за нас денес тоа што сме. Тоа се сите оние председателки на клубот на пратенички во изминатите 20 години, кои што би сакале да ги им оддадеме една почит со скромна благодарница. Сакаме исто да ги испочитуваме основачите кои што дале придонес во делот на клубот на пратенички, меѓународните организации кои што во многу ни помагаат како клуб на пратенички во изминатиот период на 20 години, а конкретно можам да говорам и за периодот сега, во овие 2,5 години од кога јас сум председателка на клубот на пратенички. И тука со право можам да кажам дека имаме направено постигнувања, да го надоврзам, значи вториот дел од вашето прашање да се надоврзам. Тоа значи дека како жени пратенички, клубот на пратенички има примарната улога да представува еден мост за поврзување со политичките партии, односно да воспоставиме една култура на надпартијско делување во рамките на парламентот. Се обидуваме колку можеме, но секогаш знаете дека постојат повисоки политички цели кои што не секогаш дозволуваат да го постигнеме она што ние навистина посакуваме во правец на унапредување на прашањата, кога е во прашање женските прашања и родовата еднаквост воопшто. Но сепак можам да кажам дека во изминативе 2,5 години донесовме неколку значајни законски решенија. Тука е законот за спречување и заштита од дискриминација, законот за спречување на семејното насилство и насилство врз жената. Го донесовме законот за буџети со кој што внесовме компонента за родово одговорно буџетирање и каде што како клуб на пратенички интервениравме со одредени амандмански решенија, се со цел за подобрување на истиот овој закон, да биде ставен во функција и да биде гледан низ призмата на родовите влијанија и дистрибуцијата на националните ресурси од родов аспект. Друго законско решение на кое што сме насочени да работиме во следниот период е носењето на законот за родовата еднаквост. Тој е се уште во една нацрт верзија, се одржуваат неколку дебати. На една од тие дебати со Министерството за труд и социјална политика учествувавме и ние жените пратенички од сите политички партии и наша заложба ќе биде овој закон да биде донесен што е можно побрзо, затоа што од него пак произлегуваат многу работи кои што се поврзани исто така со унапредување на состојбите во делот на родовата еднаквост, меѓуинституционално, внатре во институциите, се она што значи општествено политичко живење. Еден од заклучоците кои што сакаме токму на оваа пленарна седница да го пренесеме до јавноста и да стане на некој начин наш императив и она кон кое што ние мораме да тежнееме во иднина е токму говорот на омраза. Тоа е нешто кое што не убива сите, посебно жените. Тоа е нешто кое што е многу насочено, многу токсично во еден период кога имаме мас медиуми и кога социјалните медиуми земаат се повише поголем наплив и замав.
Во овој дел мора да се воспостави законска регулација на интернет просторот и тоа ќе биде една од нашите следни заложби кон кои што ние како пратенички ќе разговараме со новинарските здруженија, со сите оние кои што работат на пласирање на информации во јавноста, но и оние кои што прават на некој начин злоупотреба на овие медиуми за да пласираат негативни информации во јавноста. Мора да се санкционира тој дел и мора да се најде решение за тоа што тоа е присутно. Присутно е, морам да кажам, и во рамките на собранието. Мораме да изградиме едно собрание кое што ќе биде многу повеќе родово сензитивно, сензибилизирано собрание, каде што говорот на омраза мора да биде заборавена работа, без оглед на тоа колку и да се големи политичките аспирации и претензии за постигнување на одредени работи. Сепак мора да постојат некои работи кои што се надпартиски, кои што допираат до етиката и до моралот и до интегритетот на личноста. Тука има можности за подобрување и во делот на етичкиот кодекс, и во делот на деловникот за работа на собранието, така да и во тој дел во иднина би сакале да бидеме насочени. Едно од решенијата кое што беше донесено во соработка со Националната федерација за фармери, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во однос на регулирањето на платено породилно отсуство преку еднократниот надоместок, на некој начин е иницијатива која што започнала во претходниот состав и била пласирана до претходниот состав на клубот на пратенички, која што и ние со должно внимание ја разгледавме како пратенички во овој актуелен состав и понатаму на некој начин ја поддржуваме оваа идеја. Меѓутоа не застануваме овде затоа што пак имаме барање уште од многу други невладини организации и здруженија дека не смееме да останеме на ова решение кое што е сега во моментот, туку мораме да бараме системско решение за решавање на овој тип на проблематика со кој што се соочува руралната жена, жената од земјоделството, индивидуален земјоделец, но и оние други лица во делот на боледувањата кои што се занимаваат со земјоделска дејност. И кон ова остануваме секако отворени. Други барања кои што веќе можам да кажам дека подолг временски период се на чекање во собрание, за кои што имаше интервенција, направивме и јавна расправа, тоа беше од Сдруженијето до бебе по пат на инвитро оплодување, кои што поднесоа до нас пратеничките, до клубот на пратенички едно барање за решавање на проблемот со инвитро оплодување, односно за зголемување на бројот на ваучери во делот на инвитро оплодување. И сега согласно овие заклучоци кои што беа донесени на таа јавна расправа, ние работиме со институциите, со Фондот за здравство, со законодавно-правната служба во собранието, да се иницира со Министерството за здравство, да иницираме една промена во делот на Законот за здравствено осигурување, каде што сметаме дека во еден барем подобар дел ќе излеземе во пресред од она што е сега реална ситуација на ова целна група. Секако дека сме имале барања и сме уште од самиот почеток со Сдруженијето Лак Агро Лидер, кој што поднесоа една законска интервенција, така да кажеме, во измената на Законот за вознемирување на работно место или така познатиот Закон за мобинг, каде што имаат интервенција и барања за внесување на политичкиот мобинг во рамките на овој закон. И еве неколкократно веќе се сретнуваме, учествуваме на нивните трибини, на расправи и се надевам дека и за ова решение кога ќе дојде во собраниска процедура ќе имаме сенс и ќе најдеме одредено заедничко решение во правец на негово подобрување. Имаме и други иницијативи, морам да кажам, и од други здруженија на граѓани, со меѓународните организации работиме во правец на унапредување на регионалната соработка. Тука сакам да изразам една благодарност до ОПСЕ, кои што во овој момент ни излегуваат во пресред во рамките на нашиот акцијски план, кој што планираме да го спроведуваме во текот на целата година за одбележување на овој јубилеј 20 години на изработни активности, ни излегуваат во пресред да се подржи една таква регионална конференција за која што заеднички со жените, со формалните и неформалните тела на жените пратенички од регионот, ќе имаме можност да разговараме за сите достигнувања во изминативе 2 децении, меѓутоа и за она што значи предизвик и потреба за унапредување на прашањата за родовата еднаквост на
во рамките на регионот, заради тоа што на крајот на денот заедничка заложба е да создадеме еден појак регион за да имаме подобри услови за и повисоко ниво на родова еднаквост на ниво на регион. Само така можеме да сметаме со заедничка работа, со заедничка вложеност на сите страни дека ќе можеме да постигнеме секогаш повеќе. Размената на искуства во овој дел навистина многу ни значи.